Секојдневно домаќинствата во Македонија се соочуваат со растечки сметки за енергија и потребата да ги намалат трошоците, а истовремено да придонесат за почиста животна средина. Топлинските пумпи воздух-воздух, познати како инвертер клими, се најбараното решение за греење и ладење на домот. Тие ја користат енергијата од воздухот за да ја греат или ладат просторијата со ефикасност од 3 до 5 пати поголема од традиционалните котли на газ. Ова значи помала потрошувачка на електрична енергија и значителни заштеди на сметките за греење. Инвертер клима уредите секогаш ќе бидат на прво место, пред секој друг извор на топлинска енергија. Причината е нормално еколошкиот аспект, потоа доаѓаат ценовните аспекти, односно трошоците за загревање, начинот на одржување, начинот на работа, безбедноста на граѓаните при користење на тие уреди. Така да инвертер клима уредите секогаш ќе бидат на прво место пред природниот газ во делот на производство на топлинска енергија, во делот на загревање на домаќинствата. Зголемениот интерес пред се должи на намалените трошоци за загревање. Тоа е првенствено со оглед на целата ситуација во нашата држава. Потоа се зголемениот интерес лично сметам дека е поради се поголемата свесност на граѓаните во делот на екологијата, загадувањето на животната средина и влијанието на изворите на топлинска енергија врз животната средина. Фондот за енергетска ефикасност лично сметам дека треба да биде централизиран, од причина што на тој начин ќе биде многу подостапен за граѓаните и за нови проекти во кои ќе се однесуваат на енергетската ефикасност и во домаќинствата и во индустријата. Природниот газ и понатаму носи ризици, флуктуации на цените, повисоки оперативни трошоци и загадување, што го прави помалку одржлив избор за иднината. Централизирана поддршка преку Фондот за енергетска ефикасност би овозможила пристапност и практичност за сите домаќинства, со што секое вложување би имало максимална корист. Токму ваквите мерки го поставуваат темелот за енергетски паметни и одржливи домови, кои ја комбинираат заштедата со грижа за животната средина и се подготвени за идните предизвици на енергијата.